dosta malo, това село Ресава, това село Ресава, Виковското махало. Това село Ресава, Виковското махало. Mladi momci, junaci, s patron daši nagradi, s patron daši nagradi, mali heri jurace, s patron daši nagradi, mali heri narace. На 15 на минути возење од централното градско подрачје на Кавадарци, или уште поточно на 9 километри од градот, се наоѓа селото Ресава. Сместено е на десната страна од Тиквешкото езеро. Тиквешкото езеро е некаде точно позади мене. Тука позади мене е местноста Даб. Сега што го гледате просторот, локалното население го вика Господово Корице. Десно од Господовото Корице е Бело поле, а токму во длабнатината на овие области и областа Рамниште е сместено селото Ресава, моментално со 60 населени куќи, а верувам дека бројот на куќите е многу поголем, но за жал голем број од нив и се напуштени. Според последниот попис на население, барем според оние кои што го имаат право на глас за време на локалните избори, пописот на население вели дека 195 жители на Ресава имаат право на глас. Тоа ни дава слободна проценка дека над 220-30 жители моментално има во селото Ресава. Да напоменеме дека со се поголемата урбанизација на Тиквешкото езеро и расширувањето на туризмот токму на Тиквешкото езеро, голем број на жители се враќаат во селото Ресава. Зборувам и за оние кои што многу поодамна го напуштале селото и во потреба по многу подобар живот заминале во другите градови низ земја, повторно се вратиле во својот роден крај, ги обновиле старите или изградиле нови куќи, решени токму поради близината на Тиквешкото езеро и понатаму своите пензионерски денови да ги поминат во своето родно место. Самото име на селото Ресава се доведува во врска со манастирот кој што датирал од крајот на 19 век и според пишувањата во книгите најдени во музеите и во библиотеките, името на селото Ресава се доведува токму во врска со тој манастир. Велат дека манастирот бил цел во реси од злато и токму затоа останало името Ресава. Низ селото Ресава тече Дабнишка река, но во многу пишани материјали ќе ја сретнеме и под името Тиквешица. Во близина на селото Ресава се наоѓа и стариот град Тиквеш, зашто покажуваат и големиот број на ископини и археолошки локалитети сместени токму во близината на селото Ресава. Чудо станало, това село Ресава, това село Ресава, Виковското махало. Това село Ресава, Виковското махало. Се спуштаме кон средината на селото Ресава. Токму пред мене се наоѓа и селската црква Свети Архангел Михаел, според податоците во пишаните книги, изградена некаде на почетокот на 19 век, некаде во 1837 година. Во селото има голем број на чешми, инаку селото е христијанско. Порано во старо време во селото постоеле 6 мала, и тоа Шуманово, Средско, Клинчарово,
Синановско, Лалковско и Пејковско мало. Во тоа време, значи тамо некаде на почетокот на 19 век, селото броело некаде околу 125 куќи, за разлика од сега кога рековме дека се населени некаде 60 од нив. Црквата во селото, рековме дека е изградена во 1837 година. Некаде, според оној живопис во црквата, сликане во 1881 година, а го сликале браќата Анастасовичи. На црквената порта има 3 одломци и постолје од мерменен столб, потоа 2 плочи со грчки надписи, кои што се пренесени од манастирот во Средското мало. На еден од нив со старословенски букви врежена е годината 1646. Според информациите кои ги добивме во селото, вратата што сега ја гледате на црквата Свети Архангел Михаел е местото од каде што влегуваат исклучиво жените. Вистина е еден интересен податок. А мажите од селото пак влегуваат на втората врата, поставена од десната страна. Не ја гледате сега. Не се случува никогаш мажот да влезе од местото каде што влегуваат жените, а ниту обратно. Инаку фреските над вратата се реставрирани и обновени неодамна. Податоците кои ги добивме пред 15 на 20 години селото си имало и свој поп. Откако починал попот, сега свештено лице во селото доаѓа по потреба за венчавки, за крштевки, за умирачка, а задолжително за големиот христијански празник Великден и за селската слава Свети Димитрий. Ова се остатоците од манастирот во Средското мало. Некогаш на ова место и на местото околу него се наоѓава голем манастир, кој со доаѓањето на турците своевремено бил и срушен. Знаете, мештаните, жителите на ова село нашле начин како да го заштитат ова свето место. Овде во текот на летниот период може постојано да се види вода како извира, токму во местото каде се наоѓаат паричките сега. Куќата позади мене некогаш беше дом на нашата естрадна уметничка Цветанка Ласко. А воедно сега можете да забележите и дека на неја се наоѓа една плоча на која што пишува дека на 13 јули
1905 година, Тиквешката чета на Добри Даскалов е обиколена од голема турска војска во селото Ресо. По наредба на Добри, четата сместена во куќите на Ило Биков и Давче Кареов, отпочнала жестока борба која што траела од пладне до полноќ. Тогаш турскиот обрач е пробиен, на четата на помош е дошло местните чети од Праведник и Бегниште. Од четата загинале четниците Ване Давчев Чавкарот, од Глишич и Ѓоре од Бегниште. Ранети имало повеќе, меѓу кои и храбриот Лазар Илов Асијата, потоа Коцо Лолов, Давче Карелов и неговото внуче Аскерот сине кој имал 12 мртви. За освета селото е запалено, изгореле 15 на куќи, 10 племни, а убиени се 5 луѓе. По тој повод беше откриен и оваа спомен плоча која датира од 2 август 1968 година. Моментално се наоѓаме во Биковското мало во село Ресо, а покрај мене е Златко Биков, представник на помладата генерација од село Ресо. Златко, кажи ни, пошто е познато од Биковското мало? Па види, Биковското мало е познато уште од турско време. Како што видовте и на самата плоча, ова мало изгорело после борбата што била водена во тоа време. Во овие куќи овдека, на куќата на Ило Биков, која е и наша, односно моја куќа, биле сместени тогашните војводи, четите кои што во тоа време се бореле против турскиот аскер. Нашето мало е познато по борбите што ги воделе во тоа време, бидејќи нашето мало после борбите е запалено и самата песна која е испеена од Никола Бадев го говори истото, што е останало во тоа село Ресо. Значи, буквално песната на некој начин е посветена на ова мало. Нормално. И самата песна говори за Добри Даскалов, кој ги фрлал бомбите, нели, самата песна го кажува тоа дека песната е посветена на Биковското мало. Што е чудо станало, това село Ресава, това село Ресава, Биковското махало, това село Ресава, Биковското махало. Се наоѓаме во срцето на Биковското мало, пред да се куќата на Илчо Биков, куќата во која што биле сместени на комитските војводи, што се однесува до куќите кои што гореле во Биковското мало за време на борбата на бугарскиот окупатор со четата на Добри Даскалов. Оваа куќа токму позад мене, на нејзино место, значи тука била куќата која што горела. Сега е обновена, изградена е нова на темелите. Во дворот на оваа куќа најдовме една врчва, која што служила за чување на жито во тоа време, а најдовме еден камен од ветерница, воденица на ветер, која според истражувањата на археолошкиот институт и музеите на Македонија е стара некаде околу 2000 години. И на крај уште едно интересно успеавме да дознаеме зашто служи се ова, барем како што ни кажа. Ние не знаеме и мора да ни објаснат луѓето дека ова служило за чување оръжје. Давче Карејата, на Скурија Вресава, Биковското махало, Биковското махало, Давче Карејата, Биковското. Наоѓаме пред спомен обележјето од Народно-ослободителната војна. На двете плочи можете да прочитате дека на 18 декември 1942 година во селото Ресава доаѓаат борците на Велешкиот партизански одред Димитар Влахов, кои во Тиквешијата представуваат се до 7 февруари 1943 година. А на 14 мај 1943 борците на партизанскиот одред Добри Даскалов ја извршија и првата борбена акција во селото Ресава против бугарскиот окупатор, во која загина Фердо Расомански. Десно ќе ја забележите плочата со имињата на луѓето од Ресава кои ги даде своите животи за слободата на Македонија, меѓу кои се наоѓаат имињата на
Блажо Тодоровски Чичето, Радко Биковски, Радко Ефремов, Блаже Ефремов, Накио Кичев, Трајче Кленчаров, Сандо Стафилов, Сандо Трајков и Сандо Шиков. Ако ова спомен обележи, можете и по самиот надпис на плочата да забележите, поставена во мај 1991 година. На влезот во Ресава, од десната страна, веднаш над Биковското мало, во нејзиниот дом, ја пронајдовме баба Цвета Камчева, староседелец, добра домаќинка и учесничка во Народно-ослободителната војна. Секогаш расположена за добар муабет, баба Цвета раскажува за тоа време. Морскан доен партизанки ето. Туку не пушти вие Тодоровски што беше, он беше како командант. Во Ресав се и ја. И Боро Тодоровски го знаеш ли? Тоде Тодоровски, од туа Ѓоре Кузов, Милан Чиковски беше, кој беа дружеше, вие пецинјата имаше, беа еден Трајчев, еден Коцо. На Ладар беше 12 души наши. И ни па упозадинца и ни беме кадричиња, па береме чарапи. Оно каракети варлаат чарапи, од туа, шо ќе би даат? Море за еден пребражен и рекоа, ајде соберете ви за партизанти, вика, погач, индустрии, најшен за... Вако ти не беше празник, пребражен. Шо погач собране, шо внутрие собране и ту мој да не соме. Чарапи, не знам колку имаше сој собране. И сега мој да доме ни, дали мој да доа, дали не мој да доа, не, там мој носа има во Бордо да росте. Шо работеја вако пред војната Ресав? Шо се занимаваа најдно? Коли двојанки имаме, со 2 катавала и волови. И маски имаме, кој па магариња. Ние се беа почербаджите по имаа по 2 вола и 2 маски. И ние имаме маска и 2 вола имаме. Ореме. Те се име, ти кажам сусам, се име лисоњ, се име буби, се име тутоњ садне, ечмен, рж, овес, што имаше се што имаше, се раѓа, се име. И цело лето ќе работи на докрај и тамо ќе тераме, убрават една ќе тера, една тутон ќе ниши. Та зовички има една и се крват. Други тутон ќе нишат и тоа унатер сламата со волови ќе газиме. Ото имаше ајле, слама, со воловите ќе врзме, ќе го водиш, ќе водиш во така и крста. Слама, каза плената и ќе го водиш и ќе го газе, па още да тура слама. От после па нема кај да туриш. Ръс, кај ќе чукаме, ръс имаме една година, имаме 70 па ръс. Кој ќе заграб, млада бе, многу работена, што фајде ќе джабе. И ќе го награбиш улко и ќе чукаш. Ќе окрениш как, натки па навеки, па натки поспа со стапот, ќе чукаш на некој, да го изтреш, па ржањ да го наместиш убаво, па ќе го издржиш, па да имаш за угодна за јажички или пленје да покриеш ржање. Во селото Ресава вело дека вода има секогаш во изобилство. Зборувам за индустриската вода, за водата за вадење и токму поради тоа исклучително богат крај за лозарство, за овоштарство, кои што си, би рекол, основните земјоделски гранки с кои што се занимава населението во Ресава. Да напоменам дека според зборовите на населението, една од фамилиите се занимава и со овчарство, 20 на фамилии чуваат кози, значи и сточарството на некој начин е застапено во селото Ресава. Од овоштарството има неколку плантажи на праски, на кајси, на сливи, јаболки и така натаму, но лозарството и виновата лоза се најзастапени во овој предел. Кога станува збор за водата за пиење, моментално се наоѓам до резерварот, селскиот резервар, каде водата доаѓа од местноста, од изворот Косовец, сместен точно позади мене. Неко да напоменам дека до Ресава води асфалтиран пат, секоја од куќите има електрична енергија, речиси секоја куќа има и телефон. Значи, единствено е недоволното снабдување со вода за пиење или би рекол малото количество на вода за пиење која доаѓа до селото Ресава.
Веќе напоменав дека селото Ресово се наоѓа од двете страни на Дабнишка река или реката Тиквешица, како што ќе најдете во некои записи. Дабнишка река го носи името по тоа што извира од Дабниште и токму поминува низ селото Ресово, делејќи го точно на два дела. За да потоа по течението самата река се влее во Тиквешкото езеро. Воденици имаше, чече сме, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 воденици имаше. Ту имаше 3, че бяха долу, ние имаме една воденица. Пред езерото да сме? Пред езерото. Езерото када, нема воденици. Колку земји од Ресово има земено со езеро? Нас не зеа 100 декари, на други се не знам. Музеја за носите, тоа шгована, сето го зеа. Ево, да зеа, тоа беше сето баци и што да кажам, меѓу уната шо нема, и лојзе имаше вамо ова, го вика, подридот, како беше го заборави тоа место. Ние има таму. Одеа ли Биковци. од Ресово луѓе кога се правеше езерото и они да работат таму? Мојот брат Езерто, он го преведуваше дури до Велесе. Го викаа Глишо, у Неготно седеше. Од Неготно у Скопје, од Скопје он беше учен беше и он тоа сето го разправаше и доноа наму дисани, сето преко него. Мојот брат. И други имало вака, ама углавно он беше углавен таму. Пред 10 и повеќе години зградата зад мене беше Дом на културата на село Ресово. Овде се одржува селските игранки, имаше кинопрожектор, се прожектираа филмови, забави, седници на селската управа и така натаму и така натаму. Интересен податок, во 1967 година, кога е донесен првиот телевизор во селото, беше сместен токму овде во просториите на Домот на културата. Можете да забележите и по надписите дека едно од овие простории се користеше и како сооблекувално на фудбалскиот клуб Македо од Ресова, но како што велат жителите на ова село, со иселувањето и со миграцијата, и Домот на културата на 10 и повеќе години престана да работи. Остана само во ваква руинирана состојба. Како што гледате и самиот јас, како еден од помладите луѓе во ова село, бидејќи не живеам овде кај 10-11 години, живеам во градот, но сепак тука ни се нас нивите, луѓињата и повеќе од фамилиите кои што се преселени во градот го прават истото. Одат во градот, живеат, а овдека работат и екзистираат од Ресово. Се задржуваш ли подолго време во Ресово, да речем кога е токму тој период на работа? Кога е периодот на работа, јас од тука и не ни одам во Кавадарци, бидејќи не ми се исплатува да правам село град, да. Значи, на некој начин второто живеалиште тебе ти е токму овде во Ресово? Овдека ми беше првото живеалиште, излегов од тука, отидов во Кавадарци и пак се враќам сега, но само за работа. Ова е основното училиште Блажо Тодоровски Чичето. Овде се до 1988 година, 87-88, учеле децата од село Ресово, но и од околните села. Од тогаш понамаму, за жал, училиштето представува само една руинирана зграда. У наша школа од Стеванка умр, 10 години. Не знам кога, но главно Стевановиќ, додека беше, он беше кмет. Одржаваше се, едно спомените што го направија. После он кога умре и сето се врши, нема ништо, никој го не хареса. И младите душко кои си чуваа и кој ќе ондуе, младе нема. Тие што имаат тие што душа, тие не се не чуе, просто.
И ти кажам, се со капа, болница нема, ја искам да има болница, ти šta се прегледаш порно и нашо. 2 години га нема болница, а инако имаше. Идеше у стареите, от това обегнища си. И ако има не за енекси, там си центурата енекси. Оде там оде енекси си тур. По 10 дена ода. Сега нема пречиш да ти мере, нима па да те прегледа човек. И сега я стара у Канада си дода, ма нек се умрне одам. И сега да споменеме дека селото Ресава е и спортски крај. Голем број на спортисти од Кавадарци, од Тиквешијата потекнува токму од селото Реса. Да напоменеме некои од нив. Тука се Трајчо Клинчаров, Орцо Клинчаров, Трајко Камчев, Вакот, потоа браќата Бикови, познатите фудбалери, а ова што го гледате е стадионот на фудбалскиот клуб Македо од Ресава, фудбалски клуб кој со променливи успеси се надпреварува во Општинската фудбалска лига на Кавадарци, а годинава доста успешно се наоѓа и на првото место на првенствената табела. Децето, кој те гледате? Сама. 10 години, 11 година Стеван кај умр. Сама. И тоа ќе дојат, он ќе дојат, ќе седат и вода. А сега да не ти си дошол, другиот дошол, па млада ќе направиш. Имам комшите да дете сам. Идат, се презираат. Децата идат? И деца идат. Ја не гледам телевизор, радио, на радио се слушам. Тоа, телевизор треба вика да ти донесам, не чум и пошта, телефон, не чум и телефон. Мојот честица Јана, не чум. Так сакам. Ја ако умрам и так ќе умрам со телефонот. Дајте можам ја до телефонот бидам да кажа да ќе умирам. Може биде ваната. И не може и до него. Нема да пак умрам и пата. Од жист се страдам душка сега и велица немците се сега ми старите велица. Как ја псиња немам пијано, дека немам, у кој доктор не ми заведи себе. Сегде ме и у Прилеп, и у Битола, и у Скопје, и еден Борком Чески, и него знаете, председател беше. Кинца, но комунител. И па многу живи едне деја со него. По риби одеја, по сомови, по овакове диви свињи. Кај ќе дојде деја, Сатано мори, ти многу убава ман да правиш, ке легни на крајот и донесат дивите свињи и водајче. И разпостелиме вакове најломот и ти дерат, и ти пънат рани. Ти пън, ти оди цвета, ти пржа, вика да робот пржа. Цело зимно се било туа на много обесено. Па риби ќе донесат, тоа риби не е тук сомови. Ја ќе пржа, они јадат, ќе пијат, па ќе напијат, па ќе се смејат, па ќе пеат. Сета Дончева не можел тоа да го работи. Нен Кузов деја, на тие Ѓорко Зузембе, не можел тоа да го работи. На Чиро Јоко Вера не можел тоа да го работи. Ај на Стеван Камчев света човек. Уподайте, ја бутава и оди, лења тајата пржи, ја пржи они јади, пеќа пејата. А Светано мори па ќе дема да играат, колку паче го бав, дајте и играеле. Ти за пет па ќе играат. Пеќа ванат да играе ја напад. Ќе убајш. Ги оставивме Баба Цвета, Златко и Ресава во истото расположение и на истото место каде и ги затекнавме. Успеавме само да почувствуваме дел од она што историјата и времето го оставиле зад себе. Нема никакви чуда, бидејќи се е вистинито. Ресава постоела и ке постои, и ке ги прераскажува своите чуда на секој добронамерник. Čudo stanalo, to va selo Resava.